Ги намалија патните трошоци, па сега преку кириите во Скопје им ги полнат джебовите на своите роднини и пријатели. Со новите одлуки на собранието, 13 пратеници од внатрешноста ја искористија можноста, наместо пари за патни трошоци, да добијат стан под кирија до 400 евра, плюс платени сметки до 100 евра. Истражувањето на А1 покажа дека дел од нив становите ги изнајмуваат од роднини и пријатели, а за дел постојат сомнежи дали воопшто живеат во становите што ги плаќа државата. Ане Лашковска од Прилеп е пратеничка од ВМРО ДПМН 8 години. Од минатата година во ноември со новите одлуки на собранието таа е една од оние што искористи можноста да добие стан под кирија. Ова е зградата во скопската населба Аеродром кој го изнајмува Лашковска. Станот од 65 квадратни метри се води на име Марија Келтановска, сестра на снаата на Лашковска. Кога еден го посети станот, вратата ни ја отвори собственичката Келтановска, која рече дека во својот стан е дојдена на гости, а дека тука всушност живее пратеничката. Сакам да прашам дали во овој стан живее Ана Лашковска? Да. Да? Дали е дома, дали може да е? Моментално е на работа. Така, а вие сте? Братучина. Марија. Значи вие го изнајмувате станот на Ана Лашковска? Тоа се приватни работи кои што не можам да ги кажам. Но го плаќа државата за да го прашам? Не го плаќа, тоа се приватна работа. Нас не интересира само дали станот и го изнајмувате на... Не е проблем. Или вие живеете со нејза, како е... Не, јас сум моментално на гости тука, а не можам ништо да ви кажам, слободно знаете, а не обратете се. Така. Кога искам да ви прашам... Во телефонска изјава пратеничката Лашковска вели дека нема ништо спорно што изнајмува станот своји роднини. Немаше критериум, ми рекоа да си најдеме станови за подкирија, тоа ни беше дадено од собрание. И јас ги познавам луѓето, знам дека го издаваа станот, им се обратив нив. Колку дома ќе го најдете во мојот стан, лично е битно и не треба никој да интересира. Од истите газди како Лашковска стан изнајмува и пратеничката од Битола Лилјана Затуровска од ВМРО ДПМН. Таа има стан во Скопје, пријавен во антикорупцијската комисија, но вели дека таму живее нејзиниот син, па затоа и се одлучила да изнајмува стан што ќе го плаќа собранието. Изнајмениот стан на Затуровска се наоѓа во скопската населба Аеродром. Собственичка на станот е Елена Келтановска Лашковска, снаа на нејзината сопартика Ане Лашковска. Ова значи дека двете сопартики Затуровска и Лашковска изнајмуваат стан од исто семејство, кое добива 800 евра од собранието за месечни кирии на двете пратенички. Не можев да најдам стан што ми одговара. Временскиот период беше кус и требаше навреме да се реагира, бидејќи не сакав да патувам. Не сакам повеќе да бидам изложена на критики од страна на јавноста дека земам кој знае колку пари за патарини. Законот не сум го прекршила. Поради како што вели критики од јавноста за земените патни трошоци, стан платен од собранието користи и пратеничката Магдалена Манаскова од ВМРО ДПМН. Според имотниот лист, собственичка на изнајмениот стан е Маја Ангеловска Панова, сестра на сопругот на пратеничката. Не можев да барам стан по оглас, мораш да најдеш некој близок за да изнајмиш. Станот не ми го изнајмува Ангеловска, туку блиска личност. Јас бев вознемирана од вашето доаѓање. Некој да доаѓа на мојата врата, тоа ми влијае на квалитетот на животот. Адресата на живење е приватен податок. За пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН Лилјана Кузмановска собранието плаќа максимално дозволени 400 евра за стан од 39 квадратни метри во центарот на Скопје. Кети Смилевска, пратеничка од СДСМ од Битола пак, станот го изнајмува од својот сопартиец и поранешен пратеник Менде Диневски. Станот во центарот на Скопје од 40 на квадрати, собранието го плаќа 400 евра. Вие имате некакви критериуми за јас да одберам? Го избрав бидејќи ми беше најблиску до собрание. Точно е дека го изнајмив од екс-пратеникот Менде Диневски. Ако се е законски, не знам што е спорно. Веројатно, кога ќе видат дека максимум е 400 евра, тогаш толку ќе побараат да им се плаќа кирија. И не е убаво да им одите на врата на пратениците, реагираат и собствениците на становите. Само 20 од 13 пратеници изнајмуваат станови за помалку од 400 евра. Останатите ја користат целосната привилегија и изнајмуваат станови за максималната сума.